Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Скопје преплавено со ѓубре меѓу два изборни круга. Обвинителството влегува во комунална хигиена да провери дали она што се случува во главниот град е кривично дело. Уште две општини добија градоначалници во прв круг по целосното пребројување на гласачките ливчиња. Надвладеал по еден глас. Замрзна целиот имот на бизнисменот Марковски. Станови, парцели, автомобили, камиони и пари во СЕФ блокирани во Македонија и Србија. Владина делегација во Лондон за самитот за Западен Балкан. Прием кај кралот и состаноци за инфраструктурни проекти и економска соработка. Забраната за увоз на руски газ нема да ја загрози Македонија поради долгорочниот договор, тврди министерката за енергетика. Саркози почнува да одлежува 5-годишна затворска казна за незаконско финансирање на предизборната кампања. За зависноста од рускиот газ, реформите во енергетиката кои не беа спроведени согласно роковите на Европската Унија, другите законски решенија кои треба да ја променат сликата и да ја намалат зависноста од увоз во овој сектор. По тема на денот ќе разговарам со министерката за енергетика Сања Божиновска. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Меѓу два изборни круга, Скопје целосно се затрупа во ѓубре. Во најголем дел од градот отпадот ги блокира пешачките, велосипедските патеки, тротоарите и дури и делови од коловозите. Скопјани се гневни, а институциите почнаа да бараат алтернативни решенија. И обвинителството и владата најавија дека ќе се вклучат. Јавното обвинителство ќе проверува дали неработењето на комунална хигиена е кривично дело. Владата пак на седница одлучи сите инспекции да влезат во проверки. Мирена Давидовска има детали. Отпадот низ главниот град го вклучи алармот кај органите на прогонот и кај владата. Обвинителството нареди вонреден надзор во ЈП комунална хигиена. Издадена е наредба за истражување и обезбедување докази за евентуално кривично дело. Јавниот обвинител издаде наредба до МВР и до други надлежни органи за итно постапување и проверки во однос на работењето на ЈП комунална хигиена. Доставени се барања до комуналните инспекциски служби да извршат вонреден инспекциски надзор и да ја констатираат моменталната состојба. Со одлука на влада, МВР доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Од владата соопштија состојбата е алармантна и институциите веднаш да постапат по заклучоците. Се задолжува и Министерството за внатрешни работи во соработка со надлежните институции, а се укажува на град Скопје сектор инспекторат да постапат согласно своите законски надлежности да го испитаат работењето на ЈП комунална хигиена Скопје и градоначалникот на градот Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад кој предизвикува опасност по здравјето на луѓето, се вели во соопштението. На ова реагираше актуелната градоначалничка на Скопје преку соопштение. Арсовска го праша премиерот на кого се заканува, а вината ја посочи кај претседателката и составот на управниот одбор на претпријатието и кај другите актуелни градоначалници. За ѓубрето низ Скопје се одговорни твоите градоначалници кои сред избори повикаа граѓаните да фрлаат кабаст отпад, а немаат ни ресурси, ни механизација да го собираат истото, па тоа ѓубре се мачат да го собираат вработените од КХС, кои веќе се на крај на силите. За ѓубрето низ Скопје е одговорно твоето Министерство за здравство кое милиони му должи на комунална хигиена. Нивки им влезеш ли со полиција, несреќо? Комуналното претпријатие е недостапно за изјави и информации. Оттаму попладнево испратија соопштение дека навремено ги исплаќаат платите на вработените и се загрижени од информациите дека се подготвувале протести на вработени поради само неколкудневно задоцнување на исплатата. Нашите вработени испорачуваат основни услуги за градот, а сме постојано саботирани од луѓе од власта. Ние ги исплаќаме платите навреме и ќе продолжиме да го правиме тоа. Апелираме до Министерството за здравство веднаш да го исплати долгот од 5 милиони евра, за да не може никаков надворешен притисок или политичка акција да ја загрози екзистенцијата на нашите вработени. Од Министерството за здравство тврда дека немаат никаков долг кон претпријатието. Тврдењата за неплатен долг од 5 милиони евра се неточни и целта им е да се нанесе штета на угледот на Министерството или да се амнестира некој од сопствените обврски. Неколку општини со своите служби го чистат дел од сметот по локалните улици. Градоначалникот на Центар испрати барање до ЗЕЛ за свикување итна седница за решавање на проблемот. Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во две смени, имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен и правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави
комуналното предпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина аларматно. Скопје станува потенцијално жариште на заразни болести. Полните контејнери и ѓубрето расфрлено околу нив се сериозна закана по здравето на луѓето. На улица веќе се движат стаорци и глувци. Дали на повидок е нова епидемија во главниот град? Граѓаните се сериозно загрижени и многу револтирани од состојбата. Велат редовно ги плаќаат сметките за комунали, а услуга нема. Што мислат, не знам, затрпани од ѓубре. Ова е жива зараза. Која насам? Од карпаш. Мислам дека сите сме загрижени за здравјето, ама зборот ми е дека очигледно изборите покажа што се случува и колку стварно сме загрижени. Искрено не е чисто. Многу е гадно. Скопје е најзагаден град. Секој чош отпут. Апсолутно здравјето е во опасност, че скоро на сите не сам за мене. Ова е невидено за Скопје, невидено нешто одвратно. Што да кажам, јас сум од Скопје роден, ова не сум го доживеал. Требаше ова да биде пред да се гласиме сега, па некој да направи, па тогаш да видиме како ќе никој да не излезе за гласење. Нека чистат, после ќе гласиме. Нормално дека сум револтиран, зашто за оваа услуга јас плаќам. Ова е баш пример за кај треба. Него не е лошо дека има празен простор пред клиниката. И таму може. Револтирани сте многу. Што повеќе може? Што повеќе? Што да ви кажам баш? Со нашата камера направивме обиколган низ повеќе скопски општини и центарот на градот. Буквално насекаде контејнерите се преполни, а сметот е расфрлан по улиците. Блокирани се тротоарите за пешаците и велосипедските патеки, а ѓубрето го попречува и движењето на автомобилите. И социјалните мрежи се преплавени од реакција, граѓаните веќе бараат правна помош како да се справат со проблемот. Според Светскиот центар за контрола на болести, повеќе од 35 сериозни болести како чума, туларемија и дезинтерија се шират токму преку глодарите. Досега македонските здравствени власти не излегува со предупредување и информација како граѓаните да се заштитат. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Уште 2 општини добија градоначалници во првиот круг по целосното пребројување на гласачките ливчиња. За цензусот да биде исполнет провладал само еден глас. Во дел од општините битката за втор круг ќе биде известна, а во дел се можни изненадувања. Анализа на Александар Спасовски. Се брои и е важен секој глас. Затоа е важен секој глас, а работата да ја завршиме уште во првиот круг. Колку е важен само еден глас на овие избори најдобро знаат идните градоначалници во Богданци и Старонагоричане. И во двете општини изборите завршија по првиот круг, а пресуди само едно гласачко ливче. Во Старонагоричане кандидатот на ВМРО ДПМН ја однесе победата. Иако имаше речиси двојно повеќе гласови од својот најблизок против кандидат, поради двајцата независни кандидати прагот од 50% го помина со само еден глас. Неизвестноста беше огромна бидејќи се чекаше да се преброи последната гласачка кутија, од која практично излези гласот кој му ги отвори вратите во канцеларијата на градоначалникот. Иста таква ситуација, но сега во корист на кандидатот на СДСМ имавме и во Богданци. Блаже Шапов имаше стабилно водство пред неговиот против кандидат, но поради големиот број на неважечки ливчиња прагот од половина од гласовите го помина за само еден глас. Тесната разлика во гласови не е ништо ново за малите општини кои имаат мал број на гласачи, па така во Зрновци за новиот градоначалник ке почекаме втор круг, бидејќи на кандидатот на ВМРО ДПМН му фалеа 17 гласа. Во Кривогаштани за победа пресудија само 20 гласа. 105 гласа над 50% отиде и новиот градоначалник на Крива Паланка, што во општина со преку 16.500 гласачи и на оваа излезност беше помалку од 1%, а уште потесно помина староновиот градоначалник на Битола, кој во општина со близу 80.000 гласачи победи во првиот круг, поминувајќи 50% со околу 200 гласа во услови кога имаше дури 7 против кандидати. Најголемиот проблем во ваквите ситуации го прават неважечките ливчиња, а нив на овие избори ги имаше најмногу во историјата. Близу 54.000 гласачки ливчиња се прогласени за неважечки, над 15.000 повеќе од локалните избори во 2021-та. Александар Спасовски, Сител телевизија.
ВМРО ДПМН и денеска повикува на масовна излезност во вториот круг од локалните избори. Вела дека освоиле 550 советнички места, наспроти СДСМ кој освоил 230. Повикуваат на оставка од Филипче. Опозицијската партија денеска не даде реакција на ваквите повици од власта, но претходно најавија консолидација, а не оставки и одговорност за резултатот. ВМРО ДПМН не само што не изгуби гласови на локалните избори, туку неделното гласање покажа дека ужива и поголем рейтинг од претходните избори во 21 година, сметаат во владеачката партија. Втор ден по изборите, власта вели дека на свое конто овој пат има и поголем број на градоначалници, но и апсолутно мнозинство во општинските совети. Сепак повикаа на масовност во вториот круг за избор на градоначалници, за како што велат да се заокружи историската победа. 550 советнички места за ВМРО ДПМН, наспроти 232 за СДСМ, 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажаа во кој правец сакаат да се движи државата. На овие избори ВМРО ДПМН освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година. Мисајловски го повтори ставот на партијата дека резултатите од локалните избори не треба да се споредуваат со ланските парламентарни избори. СДСМ денеска без реакција на ваквите оцени од ВМРО ДПМН. Но вчера токму партијата на Филипче и покрај изборниот резултат со само 3 градоначалнички места во првиот круг излезе со став дека тие не се во загуба со изборите. Падот на ВМРО ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18%, што ако се земе предвид, пониската излезност речиси да нема загуба, коментираа вчера од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Кандидатот на Левица за градоначалник на Скопје повика на дуел во градскиот парк со кандидатот на ВМРО ДПМН. Јас го повикувам Морце Ѓорѓевски на дебата вон студиски простори на која ќе имаат право сите медиуми национални и терестријални да присуствуваат со своји новинари, со повеќе новинари, со различни уреднички редакции. Еве јас одма давам предлог, неа школка таму помеѓу граѓаните, не со наместени се извинувам, чисто викам, не со контролирани услови, туку едноставно пред граѓаните, да се соочиме со сите телевизии, со сите граѓани и да можат граѓаните да изберат нашата опција, тоест опцијата која најмногу им се допаѓа. Замрзнат е целиот имот на бизнисменот Борче Марковски, осумничен за криминал поврзан со Рек Битола. Српските власти замрзнаа камиони и пари чувани во Српска банка, а македонските неколку станови и автомобили. Сомневањата се дека овој имот е стекнат со пари од незаконското работење, кое според обвинителството тежи околу 1,7 милиони евра. Камиони, пари, станови и земјиште. Српските и македонските власти замрзна имот поврзан со македонскиот бизнисмен Борче Марковски, осумничен за злоупотреби тешки 1,7 милиони евра во Рек Битола. Според информациите, замрзнат имот на фирма со седиште во Белград, за кој е утврдено дека има врска со Марковски. Станува збор за 10 товарни приклучни возила набавени во 2025 година, за кои постои сомневање дека се купени со пари стекнати преку кривични дела. Од српските органи беше побарано да забранат на правното лице од Белград, на неговиот управител или на друго лице во нивно име да ги оттуѓува, оптоварува или да располага со моторните возила за кои постои сомнение дека се набавени и представуваат посредна имотна корист од кривичните дела за кои е отворена истрага, соопшти од обвинителството. Обвинителите побарале да се отвори сеф во Српска банка за кој се верува дека е во сопственост на Марковски, за да се провери неговата содржина. Српското обвинителство го прифатило барањето и издало наредби за замрзнување на наведениот имот. Паралелно во
Во земјава се замрзнати и околу 30 милиони денари од сметките на Марковски и неговата фирма. Ојо Битола побарало и забрана за располагање со дополнителен движен и недвижен имот, 3 стана во Скопје, парцела градежно земјиште, гаража и неколку возила купени во изминатите 2 години. Обвинителството смета дека станува збор за имот стекнат од незаконски активности, кој може да биде предмет на конфискација. Фирмата Марковски компани, нејзиниот сопственик Борче Марковски и уште едно лице од компанијата, се осомничени дека наплатиле повеќе од 1,7 милиони евро од Рек Битола за работи кои воопшто не биле извршени. Со тоа, според обвинителството, сториле продолжено кривично дело, злоупотреба на постапката за јавен повик и јавно-приватно партнерство. Покрај нив, осомничени се и 5 вработени во Рек Битола, меѓу кои поранешниот директор Пеца Матевски, кој според сомнавањата овозможиле фирмата да биде единствен понудувач и да добие договор вреден милиони. Марковски првично беше во куќен притвор, но по жалба на обвинителството, судот му одреди 30-дневен ефективен притвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Судот не го прифати барањето на одбраната на Нино Васев, ефективниот притвор да му биде заменет со друга мерка и му го продолжи притворот за нови 30 дена. Одбраната најави жалба до апелациониот суд, а адвокатот на Васев изјави дека одбраната поднела нови докази со кои, како што тврди, се покажува дека нема основ за мерката притвор. Тој посочи дека аргументите на обвинителството се неосновани и дека од едно продолжено дело се прават повеќе вештачки кривични дела, за да се добие поголема казна. На денешното ручиште за економскиот криминал на онкологија, за кој се товарат двајцата поранешни директори на клиниката, беа сослушани сведоци, поранешни членови на управниот одбор на клиниката во времето кога директори биле Васев и Нехат Нухи. Адвокатот оцени дека нивното сведочење е непотребно и дека за предмети од ваков тип треба да се ангажираат само вешти лица. Денеска добивме продолжение на притворот за доктор Никола Васев. Ние приложивме нови докази и на околности кои што досега не биле ценети воопшто, а кои докажуваат дека сето она што представува како основ за првичниот, иницијалното барање на јавното обвинителство за одредување на мерката притвор не стои. Пред се дека на вистина се направени тешки дела за кои се предвидени големи казни, тоа не стои. Од едно продолжено кривично дело или действие на продолжено кривично дело, повеќе истородни кривични дела, тие вештачки прават 3 кривични дела. Наместо да биде само злоупотреба на службената положба како продолжено дело, тие сега додаваат вештачки уште измама во службата и проневера во службата, се со цел да се добие што е можна повисока казна на затвор. Владина делегација во Лондон за самитот за Западен Балкан, прием кај кралот и состаноци за инфраструктурни проекти и економска соработка. Забраната за увоз на руски газ нема да ја загрози Македонија поради долгорочниот договор, тврди министерката за енергетика. Македонска владина делегација предводена од премиерот Мицковски е во дводневна работна посета на Лондон за самитот за Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес. Посетата вклучува средби со високи британски представници, прием кај кралот Чарлс и фокус на економската соработка и инфраструктурни проекти. Интензивирање на економските и политичките односи и високото ниво на трговска соработка меѓу Македонија и Велика Британија биле потврдени на средбите на подпредседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски со државниот министер во одделот за бизнис и трговија во владата на Обединетото кралство сер Крис Брајан, која денеска се одржа во Лондон. По средбата Николовски порача дека инвестициите и пренесувањето на нови искуства и знања кои произлегуваат од договорот за соработка ќе ги доближат двете земји. Имаме доста средби со членовите на влада, само што завршивме средба со министерот за трговија и економија, најзначајниот министер за нас, затоа што токму со овој ресор го подпишавме договорот влада, со кој што на Македонија се става на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни проекти. Веќе разговаравме за развојот на брзата пруга по коридорот 10, каде што добро напредуваат работите, веќе почнуваат да се работат документите со цел почеток на работа. Ветивме дека оваа есен ќе почнеме и еве оваа есен почнуваме. По завршувањето на локалните избори, кои ќе престанат оние ограничувања од изборниот законник, ќе почнеме да работиме и на болниците во Штип, во Тетово и во Кичево и секако на други инфраструктурни проекти. Во владината делегација која предводи премиерот Христијан Мицковски, освен Николовски си министерката за финансии Кочовска Димитриевска, министерот за надворешни работи и трговија Муцунски, министерот за евроинтеграција Орхан Муртезани учествуваат на состаноците од Берлинскиот процес кој се одржува во Лондон во организација на премиерот Кир Стармер.
На агендата се голем број на средби со високи владени представници, а премиерот Мицкоски ќе има приеми кај крал Чарлс. Дводневната посета на Лондон владината делегација ќе ја заокружи со работни средби со директорот на инструментот за меѓународна поддршка на Обединетото кралство, министрот за Европа и Северна Америка. Според најавите ќе биде потпишан меѓудржавен договор за соработка во делот на воздушниот сообраќај за зголемување на директни летови од Англија кон Македонија. Ивана Соколовиќ, најдова Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со министерката за енергетика Сања Божиновска. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од дневникот на Сител. Добро вечер и благодарам за поканата. Поводот е меѓународниот форум, чии домакини сме како држава и вие како дел од организацијата, но ќе почнам според актуелноста на темите. Изјавивте дека граѓаните и компаниите не треба да бидат загрижени за снабдувањето со газ и дека Македонија има долгорочен договор кој ќе превенира Македонија да остане без газ поради забраната на Европската унија за увоз. Што конкретно значи тоа? Можеме ли да бидеме целосно сигурни дека од 1 јануари 2026 нема да бидеме загрозени? Вака, најпрво ние донесовме нов закон за енергетика. Таму се целосно транспонирани ЕУ легислативата е целосно транспонирана и тоа значи дека ние моментално работиме со Европската комисија на оценка на ризик во снабдување со газ. И веќе имавме неколку состаноци во Холандија, исто така и во Австрија, и тука се работи на 10 сценарија кои се критични. Едно меѓу сценаријата е Русија, тоа значи дека што би се случило кога би престанала снабдувањето со газ од Русија, и некаде во ноември Министерството во соработка со Европската комисија треба да изработи оваа студија. Што значи подоцна тоа ќе го донесеме, тоа значи дека Европа се грижи, значи за цела Европа и за Европската унија и за земјите кои сакаат да се членки, да не се доведе ни една држава во таква ситуација. Меѓутоа морам да напоменам дека ние многу малку користиме газ, значи 500.000 метри кубни во однос на сите други држави. Тоа е многу мала количина. Секако знаете дека го започнавме интерконекторот со Грција, што би требало да е во 2027 да почне со работа. Тоа значи дека ќе имаме диверзификација, односно сега се снабдуваме само од Бугарија. Понатаму ќе може значи од Азербејџан да доаѓа газ и од други држави. И следната недела имаме состаноци со представници од Министерството за енергетика на Србија, што значи дека работиме и на тој дел, да се поврземе и Македонија Србија. Тоа значи дека понатаму ќе имаме Грција, Македонија, Србија и ќе имаме излез до Централна Европа, што значи дека не представува никаква опасност, бидејќи се знае дека и во Брисел и во Виена мислат на сите држави. Да, иако количините се мали, сепак ТЕТО работи на тој газ, а тоа е изворот на снабдување со топлинска енергија за целиот главен град, па поради тоа особено значење има снабдувањето со газ за нас. Велите се подготвуваат сценарија Б и така натаму? Од 1 јануари 2028 е целосната забрана, а секако имаат разбирање ќе има еден транзиционен период. Исто така договори кои се случиле до 17 јуни 2025 ќе ги остава до 17 јуни 2026, тоа значи нови договори ќе нема, меѓутоа тие што се долгорочните се оставени. Значи не е така црно-бело дека доаѓа 1 јануари и се укинуваме, бидејќи другите многу европски држави се уште се снабдуваат и за нив е потребно време да најдат некои други алтернативи. Имаме ли конкретен рок некаков за Александрополос или се уште е тоа неизвестно кога ќе биде? Немаме, ние само ги плаќаме фактурите, меѓутоа не можеме да го користиме бидејќи не сме поврзани со Грција, што значи се уште ги плаќаме тие фактури што ги плаќаме. Да, тоа се прилично големи суми, 250.000 евра месечно. Да, договорот е подпишан на 15 години, СМ раководството поднесе кривични пријави за кои што мислам дека се уште нема никаква правна разврзница, се надевам дека ќе постапат. Тоа е моменталната ситуација. Така. Во последниот извештај на Европската комисија во делот на планот за раст за Западен Балкан стои дека од 43 милиони евра за реформи Македонија во оваа транша добива 16. Има неколку забелешки кои што се однесуваат на реформите кои треба да ги спроведе Министерството за енергетика. Ајде најпрво во делот на интеграцијата на нашиот пазар на струја со европскиот, односно воведувањето на Day Ahead Market Coupling, колку што прочитав, зошто доцнима и дали до 2026 можеме да го завршиме овој процес? Значи вака, ние не доцниме со ништо.
ние го донесовме законот за енергетика на време, меѓутоа секој закон има и подзаконски акти. Од Европа имаме рок подзаконските акти да се донесат или во 9 месеци или во 18 месеци. Законот го донесовме 29 мај оваа година, што значи ние сме во сите рокови. А кога зборуваме за интеграција, морам да го пофалам МЕМО и беше пофален и во Брисел дека работи одлично. Тоа значи маркет капелинг, спојување на пазарите. Ние работиме на спојување на пазарите со Република Грција. Одлично ни оди соработката, со тоа што роковите исто така беа поместени и од Брисел и од Европа. Не е само дека ние не исполнуваме, меѓутоа они сами свесно видоа дека од кога ќе се донесе законот се потребни технички 18 месеци за да се направи тоа спојување на пазарите. Првото нешто што го направивме после донесувањето на законот, МЕМО беше назначен за национален маркет оператор. Почнавме да издаваме гаранции за потекло, што значи дека се што е произведено од обновливи извори, веќе почнавме со тоа и сме на добар пат, така да не е дека ние не ги исполнуваме, меѓутоа тоа се технички параметри што и во Брисел кога бев, самите ми потврдија дека се поместува рокот и тоа не е само за нас, тука се во пакет и Црна Гора и останатите држави. Добро, уште едно прашање кое се споминува е усогласувањето на цената на струјата со пазарните нивоа и мерките против енергетската сиромаштија. Се правили некаква стратегија во овој дел? Со овој закон за прв пат во државата воведуваме и мерки за енергетска сиромаштија. Значи ние направивме методологија за прв пат и ги детектираме на вистина оние ранливи потрошувачи. За тие ранливи потрошувачи ние имаме мерки, односно имавме две програми оваа година на кои што им помагаме на тие што се на вистина ранливи потрошувачи. Тука исто така соработуваме и со Министерството за социјала, исто така и со ЕВН и со УЈП и ги детектиравме сите оние на кои што на вистина им е потребна помош. И за прв пат, например, во зимскиот период е забрането да се исклучуваат овие потрошувачи, што е многу значено. Што се однесува за цените, ние како држава најпрво ни е интересот на граѓаните. Тоа значи дека ние свесно преку АД-ЕСМ, која е директно ингеренциите се под влада, не е под Министерството, има цена од 62 евра, а пазарните цени се многу повисоки, што значи ние нема да дозволиме ценовни шокови за граѓаните. И тоа го правиме свесно и тука не правиме никакви компромиси што се однесува за цената. Има една забелешка во однос на енергетската ефикасност на јавните објекти, но вие веќе имавте одредена најава дека ќе се пристапи кон обезбедување на енергетска ефикасност. За кои точно јавни објекти станува збор, кои ќе бидат опфатени во првата фаза и со колку буџет? Значи вака, ние донесовме освен законот за енергетика, го донесовме и законот за енергетска ефикасност. На влада пред 2 недели помина планот. Планот е еден сериозен план кој опфаќа според законот 3% од јавните институции треба да се направи план кој ќе бидат енергетски ефикасни. Тоа значи во овие 3%, значи се работеше со консултанти од Европската комисија, ќе има 102.000 метри квадратни, односно тоа ќе бидат 14 институции, каде што се вработени околу 5.000 луѓе. И со тек на време, значи сите треба да се реновираат, со тоа што ние правиме еден план и сега ќе видиме за финансирање. Значи веќе планот е поминат, сега ќе пристапиме кон детално што, како и колку. Меѓутоа ги исполнивме и тие мерки, значи законот го донесовме, планот го направивме, го усвоивме на влада, сега само да видиме за финансирањето. И знаете точно кои објекти ќе бидат реновирани? Да, има план. Добро. Што ќе биде придобивката од тоа? Ќе добивате помали сметки? Што е значи енергетски ефикасно, да, значи ќе се троши помалку електрична енергија, ќе ви треба помалку, значи електрична енергија да ги изгреете домовите, понатаму исто така ако се стари прозорите, ќе видиме како се греат, значи тука има една дефиниција на тие што се во навистина лоша состојба. Ги дефиниравме на 3 нивоа, сега почнуваме со тие што навистина се во лоша состојба, се стари и се во сопственост на државата. Добро. Во рударството воведовте построги контроли во изминатиот период. Колку пари веќе се наплатени од концесионерите и што се менува со овие нови правила кои ги воведовте во овој сектор? Па вака, ние го преземавме секторот за рударство од Министерството за економија, кога се формираше Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Можам да констатирам дека до тогаш немало никакви контроли, ни една концесија не била одземена, едноставно не се водело грижа за државните ресурси. Ние оваа година ги зголемивме за 100%
Значи, дупло ги зголемивме трошоците, односно треба да плаќаат повеќе. Тоа значи, бидејќи тие 100% се поделени, 78% одат на општината. Тоа значи сите општини каде што имаат трудници имаат многу повеќе пари да може да вложуваат во општините. Они, значи, треба да вложат дали во исто така во некој реновирање, во обновливи извори, значи тоа останува на општините како ќе ги распределат тие пари. 22% одат во буџетот. Ние направивме строги контроли, значи Државниот инспекторат беше на терен, увидовме низа неправилности, значи сериозно не се водело грижа, никогаш не биле посетувани. До сега имаме 47 одземени концесии од вкупно 345, што значи дека ние сме навистина ригорозни и сакаме да се почитуваат законот како вика, сакаме да работат сите концесионери по законот. Оваа година, за првите 9 месеци, беа наплатени 906 милиони денари, а минатата, споредбено, кога имало плюс 47 концесии, има наплатено околу 330 милиони денари. 3 пати, значи, е зголемен износот. Да, иако се одземени 47 концесии, што значи придонесуваме и за буџетот на општините, и за буџетот, и сакаме сериозно концесионерите да плаќаат за тоа што навистина го искористуваат. Една тема која предизвика сериозно внимание е темата за македонскиот рубин. Зошто беше важно токму тоа прашање да го отворите во овој период? Јас кога бидејќи живеев подолг временски период во странство, секогаш кога носев од Македонија, носев филигран со рубин и имам купено навистина многу. И кога дојдов во Министерството, дознав дека никако не е дефиниран рубинот, односно нема никакви правила, се е тоа на црно, односно нема никаква законска легислатива. А добра вест е тоа што само тој рубин, значи оваа розова боја, ја има само во Македонија, во цела Европа. И не е заштитено, што значи дека нема никаков трейдмарк. Седнав да разговарам исто со Геолошкиот завод и со Комората на занетчи и сакаме да го брендираме, да биде наш македонски производ, значи да знаеме и колку има и колку се наплаќа, бидејќи сега тука нема никакви официјални податоци. Веќе има елаборати, работиме убрзано за тоа да стане наш македонски продукт со кој што можеме ние навистина да се гордееме и ќе биде регулирано и ќе биде ставен како едно од нашите национални богатства. Кога очекувате тоа да се заокружи како рамка? Па јас прашав, се надевам дека, не знам, 3 до 6 месеци би требало да се завршат сите процедури, бидејќи тука треба и елаборати и треба сериозно да се видат и колку има точно резерви, така да се надевам дека ќе биде во скоро. Меѓутоа почнавме со процедурата. Тоа беше најважно интересна да се отпочне со процедурата. Да, донесовте 5 закони во изминатиот период од вашиот ресор. Една тема која што мислам дека побудува вистина интерес е обврската која поведовте за батериски системи кај новите фотоволтаици. Што точно значи тоа? Дали станува збор за задолжителни батерии кај сите нови инвеститори? Точно. Бидејќи во последниот период имаше многу изградени обновливи извори. А нашата мрежа, што е под МЕПСТО, значи не се гради, односно трендот на толку многу фотоволтаици обновливи не може да ја поддржи нашата мрежа ако продолжеше со овакво темпо. За прв пат со новиот закон за енергетика дефинираме складишта за електрична енергија, што значи треба да помогне во балансирање на нашиот систем. Сите знаеме што се случи во Шпанија и во Португалија, не сакаме тоа да се случи. За сите нови објекти, значи сите инвеститори кои ќе сакаат да градат нови објекти, има законска обврска 20% од моќноста да имаат складиште. Што значи не може да изгради само обновли без да има во состав батерија. Значи минимумот е 20, оставаме на инвеститорите дали сакаат 20, 30, 40%. Колку е моментално долг рокот за приклучок на нови соларни централи и има ли некои тесни грла во целиот тој процес на почнување со една таква инвестиција? Да, моментално, значи ако ја видиме мапата, во источна Македонија можем да кажеме еве Штип и Пробиштип, дека веќе имаме скоро 100% искористеност. Затоа правиме во МЕПСО Grid Master студија да ни каже каде треба да инвестираме и да ја прошириме мрежата. Меѓутоа ние со новиот закон воведуваме планирање, односно до 1 октомври требаше сите заинтересирани инвеститори да ни ги пратат иницијативите што би сакале и каде да градат следната година. Ние како Министерство детално ќе ги разгледаме сите овие иницијативи
И во текот на месецот ќе видиме дали ги дале сите документи, ќе видиме каде сакаат, колку моќност, едноставно да видиме енергетската слика за следната година и да имаме планирање, бидејќи тоа до сега го немаше. Следната недела Скопје ќе биде домакин на меѓународниот форум за енергија за одржлив развој, кој се одржува под покровителство на Обединетите нации. Колку е важно што земјава го организира овој настан, но и што конкретно очекувате како придобивки? Можни ли се некакви нови договори со оглед на тоа што најавивте учесници од 70 земји, над 700 учесници, значи што може да произлезе конкретно како придобивка за граѓаните во нашата земја од ваков еден настан овде? Минатата година бев на состанок во Обединетите нации во Женева. И на првиот состанок кажа дека досега Македонија не се појавувала на работните групи и бевме доста критикувани. Меѓутоа, после неколку состаноци номиниравме секаде групи и дознав дека еднаш годишно Обединетите нации спонзорираат и прават настан енергетски во светот. Минатата година тоа беше Банкок, Тајланд. После неколку презентации со помош на регионалната канцеларија од Обединети нации, Скопје беше избран и Македонија да го одржи 14-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој. Тоа е исклучителна чест, бидејќи тоа е настан, светски настан. Значи тоа не е само Балкан, Европа, ќе бидат ко-спонзори и 5 светски региони на Обединетите нации, значи ќе има и од Африка, ќе има од Латинска Америка, од Карибите, од целиот свет. Веќе се пријавија, иначе имавме пријавено над 1000 учесници, меѓутоа не можеме сите да ги примиме. Очекуваме околу 700 дека ќе имаме 150 говорници, значи ќе имаме панелисти 150 и тоа ќе бидат светски експерти. Значи тука ќе имаме и представници на други министерства од светот, ќе имаме од Обединети нации, ќе имаме од енергетска заедница, ќе имаме од Европската комисија и ќе имаме интернационални реномирани фирми, што значи дека ние ќе бидеме центарот на енергетика овие 3 дена од 28 до 30 октомври. Ќе имаме 35 панели, што значи дека сите теми кои се актуелни, ќе имаме и жени во енергетика, ќе имаме праведна транзиција, финансирање на обновливите енергии, значи ќе имаме многу доста интересни теми на кои што имаме над 150 спикери. Очекуваме дека после овие 3 дена сите важни теми кои ќе ги дискутираме, на крај ќе имаме декларација Скопје, што ќе остане, да кажам, на светско ниво, бидејќи се што ќе биде важно, ќе биде во таа Скопје декларација која ќе потпишеме ние како министерство и Обединетите нации. Божиновска, во едно ваше интервју прочитав, велите, вашата визија е Македонија да биде самодоволна и самостојна во енергетскиот сектор, во смисла да нема увоз на струја. Колку сте далеку од таа визија после година и половина министерување со енергетиката? Па, најпрво секогаш што кажуваме дека енергетиката е нешто што се планира долгорочно. Значи, 2-3 години тоа е многу краток период, бидејќи начекавме многу лоша состојба, неводење грижа за сите енергетски капацитети, потребно е време тоа да се консолидира. Знаеме дека рек Битола е од 80-тите години и дека треба време да се замени и обновливите, на жалост, не се замена за базната енергија, што значи ние треба да изградиме капацитет исто што ќе биде како рек Битола, односно базна енергија. Бидејќи сме земја на сонцето, имаме доста сончеви денови, се надевам дека во следните, 3 до 5 години, секако дека увозот ќе биде на нула, а понатаму, кога ќе ги изградиме сите овие планови што ги има и АДСМ, може да станеме и извозник, бидејќи еве сега ќе се поврземе и со Албанија, значи ќе имаме интерконекција, берзата ни функционира ликвидна и солидно работи, има интереси од многострански компании, така да јас мислам дека за некој краткорочен период може да го смалиме увозот од електрична енергија. Оптимистички најави. Сања Божиновска во Тема на денот, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Поранишниот француски претседател Саркози се јави на издржување на 5-годишна